Дали централизирањето и намалувањето на лабораториите за испитување на крвта е позитивна или негативна мерка? Дел од експертската и политичката јавност со поделени реакции. Ке се отпуштаат или ке се префрлуваат работници? Дали намалувањето на трошоците ќе ги влоши условите за пациентите? Дел од познавачите вела дека ваквиот систем е добар, но е потребно време и добар план за реализација. За такво едно функционирање и роботизирање на самиот систем, тој изискува помал број на човечки фактор. Самата подготовка за акредитација на овој систем изискува година до 2, а самата акредитација до година и половина. Централизираните лаборатории може да не чинат животи, не само уназадување. И поранешниот соработник на Филипче, Дејан Блажевски, со коментар за новата мерка. Со добра диагностика се намалуваат вкупните трошоци, а се зголемува процентот на превентива и преживување. Реформите мора да бидат аргументирани. Последиците ќе се огромни. Сите сме потенцијални пациенти. Зошто од сервилност и страв одбирате да умрете кога ќе посакаат другите? ВМРО ДПМН пак обвинуваат и за распишаниот тендер за набавка на реагенси. Имено, вела дека тендерската спецификација е спротивна на Законот за јавни набавки. Во тендерот од 35 милиони евра Филипче немаше ниту збор за тендерската документација, која во делот на техничката спецификација е спротивна на Законот за јавни набавки, бидејќи со истата се фаворизираат апаратите на само еден економски оператор. Министерот Филипче пак вели дека со новата мерка Министерството ќе заштеди од 10 до 20%, а ќе биде подобро и за пациентите. Со ова ќе воведеме рационализација, ќе се подобри системот кон пациентите, заради тоа што местата каде што нема да има поставено анализи, ќе се собираат анализите и со возило ќе се испраќа до најблиската лабораторија. Резултатите доколку се земат утро ќе стигнат истиот ден. Филипче додаде и дека со новиот систем нема да има отпуштања, но можно е да има префрлувања во други лаборатории според потребите.